Прво, сакам да искажам задоволство што денеска сме тука на една работна средба во полициска станица за граничен надзор Дојран, да поразговараме малку со колегите во однос на функционирањето на полициската станица, на нивните секојдневни потреби, тоа е дел од нашите редовни активности. Меѓутоа, денеска ми е посебна чест што заедно со градоначалникот на општина Дојран, господин Танго Ангов, имавме можност да промовираме една превентивна активност, превентивна кампања за граѓаните кои што посебно се фреквентни во сообраќајот овие месеци во текот на летната сезона, а се однесува на подигањето на јавната свест во делот на безбедност во сообраќајот. Така да, покрај другите активности кои што Министерството за внатрешни работи ги обавува, ние сепак учествуваме или сами финансираме одредени кампањи, тоа го правиме и со ОПСЕ, со предпријатијата од државата, и многу е важно да на ваков начин сите заедно допринесеме кон подигањето и во културата, нивото на културата безбедностна, меѓутоа и на нивото на свеста за тоа како треба да се однесуваме во сообраќајот. Така да, денеска имаме една порака која што е многу едноставна, многу човечка, многу сугестибилна порака, а тоа е: те чекаме дома, не брзај. Ова е порака што треба да биде на секој еден учесник во сообраќајот, на секој еден возач, се со цел да при возењето ги почитува законските сообраќајни правила и прописи и да се однесуваме безбедно во сообраќајот. Заради тоа што навистина пораката кажува се. Секој од нас го чекаат дома и тоа не се однесува само на возачите, туку на сите учесници во сообраќајот, да помислиме и на своите деца кога седнуваме зад воланот и кога трнуваме некаде на пат. Така да апелирам до сите возачи, до сите граѓани да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи и да се придржуваат кон оваа наша порака која денеска ја упатуваме, а тоа е: ве чекаме дома, не брзајте. Што покажува статистиката на МВР? Дали безбедноста во сообраќајот, мислам, на оние дела прекршоци стагнираат, опаѓаат? Имаме опаѓање на сообраќајните прекршоци заради тоа што драстично се зголемени и контролите. Ние имаме веќе акцијски контроли секојдневно и во делот на брзината на возење, и во делот на алкохол, и во сите други сегменти, и тие акцијски контроли даваат навистина резултати. Ние 2018 година ја завршиме со 20% помалку сообраќајни незгоди и тоа мора да продолжи како тренд. Мораме сите заедно да работиме. Тука имаат многу важна улога не само Министерството за внатрешни работи, и самите граѓани, и медиумите, и невладиниот сектор, сите заедно да си помогнеме кон сигурноста и безбедноста во сообраќајот.